Сите овака гледаат, на сите дава, на Спасе не му дава. На никој не дава, у ствари. Уште едно пиво, пиши. Света да биде главна женска, бе. И на Османбек не му дава, знаеш. На Османбек, Бог да чува, шо? Не се мешаме, наши турци, не се мешаме. Свете, јас све би надсинхронизирал у Македонија, знаеш? Све. Ниту вика дали требало серии да се синхронизира, дали не требало. Све треба се синхронизира. Ја и вестите би ги надсинхронизирал. Да. Ја би ги синхронизирал, документарци, све да се синхронизира. И македонските филмови би ги надсинхронизирал. Šta je stari filmovi, ste ги заслушали глумците стари филмови, кап? Цвете, народот има турци. Цвете, зар ке одиш со Османбек? Како правиле кастинг порано? Кој ќе дојде некој со дебел глас? Дечко, многу ти е дебел гласот, не може на филм. Што се тие гласчиња сите, бе? А што е тоа улоги правење, бе? Јане Сандански, сте гледале за Јане Сандански за Мис Стоун филмот? Јане Сандански како е представен човече, што ќе представен? Јане Сандански, бе! Рекетар! Дека си би ти, дечки, дој вам, шо работиш ти? Так! У таму дека, од Струмичко, шо работел тамо? Шо го направиле, бе? Секоја чест за покојниот и маестралниот Илија Милчин, да? Тој е толкова таа улога, али човече, не може Јане Сандански да биде, шо го направиле? Филозоф! Педерч! Као, Мис Стоун, ние овде во планините се бориме за правдата на Македонија. Која правда на Македонија? Абе, Јане Сандански со бркови, бе! Лук, кромит! Иде позади грмушка голема нужда. Грми! Наоѓа мече, со мечето се брише, човече. Рекетар! Јане Сандански, бе, херој, човече. Лук, кромит, ракија. Знаеш како е киднапирал Мис Стоун? Вака. На рамо во планините. А српска глумица у македонски филм сте заслушале? Не одите никаде, Вајводо. Вајводо, вие колку време сте овде во планините? Овака Јане Сандански кој е фати. Ау, Вајводо, вие колку време сте овде во планините? Тоа е Јане Сандански, човече, бре. И не само тие филмови, све треба се синхронизира и порничи треба се надсинхронизира. Замисли македонски порнич, само како ја фаќа. Yeah, baby! Не, треба да ја фати. И само замисли. Стај го, човече! Али чекај. Иде од позади камера лектор. Лектура. И дојѓа. Иде порнич, так, и вика на порнич. Леле, човек го кладе? Стави ми го сиот. Тоа е проблем у македонски оваквови филмови. Све е многу литературно, човече. Много е све суво и литературно, бе. Знаете ли как ми се преводите, бе? Го гледам оне Black Hawk Down. И оно јауа по радиостаница и мика на хеликоптер. Hey, the skinnies are coming. Where the fuck are you, motherfucker? The skinnies are coming. И доле преведуваат. Одете по ѓаволите. Доаѓаат овие гламненици. Шко разговарат така, бе, гламненици, бе? На еден друг филм вика This is my bullshit economy. И доле преведуваат расипано стопанство. Кога ќе те изнервира некој на семафори, гаранте му викаш: господине, вие ме удривте одзади, одете по ѓаволите. Ој да разговара така, бре, човече. Замисли, го гледам стално, сигурно овде стендап комеди, сите знаете, Пабло Франциско, најпознатиот дел имитира трейлери. Да. И си викам, замисли од овие трейлери у Македонија да ги гледаш на синхронизиране. Као, например, за Lord of the Rings. И вика, чум, нели, битка, почнала тука, битка, искачаат коњи.
Иде и почнува на македонски трейлерот. Нели? In the Middle Earth, the Dark Lord Sauron wanted the ring to rule them all, to enslave the world. Замисли го на македонски. Во средната земја, темниот вештер Саурон го сакал прстено галива да ги сотре сите. Гледајте го на кино. Новиот Стопанот на прстените. Замисли го Роберт Де Ниро, такси драйвер, чаче. Ето феномен, Аре се бари јас, ето феномен. Пошто е, нели, диалект ке земат некој хриѓанец. Море човек. Шат ти ембр човек. Шо мене ми зборваш? Ке те столчам. Замисли го Скарфейс. Скарфейс, човече. И ја река 3,5 кила кокаин, Ал Пачино, 4,15, не сум баш сигурен колку има. И доаѓа се гледа на овакво, на екраниве, како доаѓа да го убија тој другата банда. Излего Ал Пачино и вика: Wanna fuck with me, huh? Wanna play rough? Okay, say that to my little friend. Кој ќе го земат нас за Ал Пачино? Тоа синхронизира. Најбољи глумец, кој би бил во Македонија? Моментално, мојот идол уште од деца, маестралниот Чичкомето Јовановски. И доаѓа да го убијат музика, кокаин, станове, ој станове, вика: Сомене ли ке се зафркавате говеде едни? Сомене ли нерени мајковце? Кој сака нека зема друг? Кој друг кажете? Не знам, може помлад ке зема Васил Зафирчев. Кој се зафркава дека? Господа, опи, дај ја пушката, опи! Не знам, може Кирил Поп Христов ке го земе. Ко се бре овде зајебава? Шугари, селјаци. Не знам кој е. Тони Михаловски. Да, може, Тони глумчиште исто може. Фамилија да ви е. Да. Данчо Чијеровски мојот декан. Господа, кој се забркава дека? Ајде, влези у деканат. Јовица Михаловски. Абе, кој се заебава, маму ми? Маму ми, сите ке ме растурам. Стендап. Пичку матер, што курбарам овде, а? Овде ми почна све. Прв пат на концертот на Игор Џамбазов, кога ја пласирав онаа реченица "Да не сметаме". Не, пошто стварно, ако сметаме да си одите.
Да не се брзате некаде. Сакате да се играме куча? Сакаш со тебе да се играме куча? Знаеш како се игра куча? Еден ќе биде таткото, друг ќе биде мајката. Ти што сакаш да бидеш? Мајката? Па ајде сега мајката моце да му го пуши на таткото. А после тоа дојде една манифестација Златна Биба Мура на популарноста, или Баба Мира, како јас сакам да ја кажам, и се заредив некаде 7-8 години, и после тоа 7-8 години не правам стендап, и на овие години омилен стендап ми е кога ќе ми се случи од овдека надоле. Кога другарчево ќе направи стендап, најмногу му се радувам. Порано тоа беа редовни стендапи од Сабајле. Јас се будам, он ме буде. Значи, стани брат, стани брат, стани брат. Сега ја му викам, брат, брат, брат. Дедо ми викаше порано, сине вика, кад беше млад имаше кур за 2 жene. Сега имам кожу за 2 кура. Ај на мочање. Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала, овој се избањкал исто недела, знаеш кога си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата, и седнал покрај тоа, знаете зашто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова, седнал и гол и му се напекле јајцата на дедето, и стендап. И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување дедото на 3-та скала. Се враќа назад, пак седне, пак баб, жешко, жар. Трчање на 3-та скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајцата, дига овој, тргање на по скали, овој на 3-та скала да бесигла, овој не, джиш, джиш, джиш. Джиш, ама не од Джамбазов Игор шоу, тама работа. Ја, во моје време стендап беше да ми зивите кури пичка. Искочиш на сцену, ќе кажеш кур, ка, сви се убија. Кажеш пичка, некој ќе се посрами малце. Сега гледам, ништо не се зменило. Вечерва е феноменална. Еден бугар ни зема награда. Охрињанец исто најдобар. Абе, лесно име на Нивка Козморат, мореше ти само да излези на сцена, мореше опреки, мореше ти мајка да бичка, да можеш чабра и дала. Смешно само по себе. Ја литературно морам да се изцепу да ме насмеи. Абе, гъсто ли ке го отворуви? И имам една песна за тебе. Ех да беше жена деснава. Шо ке беше, брат? Зашто сите мажи вака спија, знаете ли? Ова им е најомилената женска во животот. Како своја рука што ќе те погали, ни една рука не може да те погали, луѓе. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева, скроз да не го осеќате и пробајте да си ги здркате с леву, како с туѓу. Како туѓа рука, брат. Малце е геј, пошто е мушка рука у пичку, брат. Ама нели е тој малце геј бе сам кад си правиш? Многу ми е геј, стварно извините, мада тој спорт не напушта до коко, чичо. Тако е? Трае тој до цел живот, ја мислам. Малка ни да га дираш помалце. Јас сум многу смешен човек, ја женско може да насмеju за 10 секунди, мене ми токо треба да се соблечу пред њу. Озбилно и како што гледам, ниједен нема голем кур да вие стендап мајстори. Сви сте со смелешки леви, и ја исто. Па за тој смо ми стендап мајстори, не бива у секс, ајде да ве смееме. И ова е некој вид секс, е орална онанија у пичку мата. И викам ти женско, значи само да се соблече и он има различни реакции имаш. Леле, колкицко е. А мене за секс ми треба жена, виски за њума и лупа.
да му го покажу. Ха-ха! Сега ќе те уништу. Шика! И слънце да го загори малце. Пржу го с лупо на слънце, да осети нешто. Знаеш како е? Преведујте му на човека, молиме, не ме оставljate тако. Што се смееш, преведуј му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема болje и ја на njega едино му верую и njega највише ga сака. Иначе да ви кажу, кад беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у Куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Е, века на кур. Кило и пол месо, не е за ебанција. Викам, браво, тато, вајде и ја кад ќе порасту ќе имам толи кур. После тој доаѓа мајка ми вика, бе, Владо, нега гледам точак, куде ти е? Вега на кур. Точак е велосипед, не? Пошто куде вас точак има, куде нас точак има две тркала, куде вас точак има едно тркало у Хрватска. Или у Србија, не знам куде. И сега вика, мајка ми, доаѓа нов намештај, пази. И татко ми вика, сега стар, на кур ли да ga ставам? Не, викам, татко ми па целу собу може да стави на кур. Па тоа е ненормална работа. Најстрашно беше кад се изгуби брат ми. Нема ga брат ми и мајка ми вика, куде е малечак, не ga гледам. А ми сви погледнуваме у татка ми, смрзнати! Смрзнати! А татко ми мртав Владо вика, уна мајко му пичку, куде е. Ме разнежливте. Ова навистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор два убави за Игор Джамбазов. Застанав на првиот збор. Требаше неколку збора да кажам. Игор е... Еј, викам. Па си размислува, има ли мајка што не га сака за зета? Еве, на никога не дужи ништо. Не више. А се задужи, направи си концерт. Игор и пријателите. Еј, ја ќе се задужу, ако не сте ми дошле на концерт. Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како јековини сведоци има да се ви озбавам. Ај за тоните по 100 евра, молиме да ме спасите. Игор, како ќе се раздужи, бе? Леле, тој одма се бричи. Не знам дали сте го приметиле. А и на всред концерт се избричи. Ја му викам, брат, у Куманово има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти još едно 50 стендапа. Таман ке видиш. Има, Весно ке го лепив на тегле за мармалад. Да не крадев деца. На Весну Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането од црвено да се облачат. Луѓе мислат дека се нови двокатни автобуси, трчи по нима да се качи. Па гледај ги се конфекцијски број 164. Докуде идеш, Весно? И још една моја реченица, а она сама му кажува, да имам ноги како Весно на руке ке одам. Много ве сакам, фала и да сте живи и здрави. И чкур да не ви чуе, ако ве смее некој. Ако ве закача, викајте ме мене. Фала много.